Благодарам, Александар. Се уште немаме точна информација дали поранешниот шеф на тајната полиција Сашо Мјалков е спроведен пред судија на претходна постапка за одредување на мерка притвор според нашите неофицијални информации или во секој момент се очекува тој да биде спроведен тука пред кривичниот суд да одговара на прашањата на судија на претходна постапка и според нашите неофицијални информации специјалното јавно обвинителство побарало за него мерка притвор и во овој случај, односно и во истрагата Империја која што го води истрагата специјалното јавно обвинителство. Тоа што може да се забележи од нашиот објектив, од објективот на колегата Ристе Пеовски, има засилено полициско обезбедување во кругот на кривичниот суд, како тука од задниот дел на зградата на Скопска единица, така исто има и двајца припадници на полицијата, односно од специјалните единици на ЕБР пред кривичниот суд, односно службената зграда на Скопска единица. Исто така, покрај заселеното полициско обезбедување во околу зградата на кривичниот суд, блокирани за сообраќај се и токму раскрсницата кај што токму на локацијата овдека кај кривичен, односно судска палата. Немаме точна информација дали поранешниот шеф на тајната полиција Сашо Мјалков веќе одговара на судија на претходна постапка конкретно за предметот Империја, каде што се осомничени 13 на лица, околу 13 лица во однос на перење и на товар им се ставаат кривичните дела, перење пари, злоупотреба на службена положба и овластување меѓу другите кривични дела. Немаме прецизни информации ако е веќе спроведен, кога бил спроведен поранешниот шеф на тајната полиција Сашо Мјалков пред судија на претходна постапка, но тоа што го знаеме дека специјалното јавно обвинителство според нашите извори и информации не секако како неофицијални побарало мерка притвори конкретно за истрагата Империја, каде што Мјалков е еден од 13 темина осомничени во оваа истрага на специјалното јавно обвинителство кое што ја отвори пред еден месец. Тоа што е познато за поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање Мјалков е дека веќе му се суди во неколку судски процеси, дека му веќе определен мерка притвор во случајот Таргет Тврдина за масовното прислушување и уништувањето на апаратите за следење на комуникациите и се наоѓа во Скопскиот истражен затвор, односно до одлежување на мерка 30-дневен притвор, со што Мјалков од таму од затворот Шутка треба да биде или веќе е спроведен тука во кривичен на судија на претходна постапка. Меѓу другото, на него му се суди во предметите тортура, Титаник 2 за изборните нерегуларности, како и за случајот Трезор за набавката на опрема за потребите на петата управа од Велика Британија, каде што има малверзација, односно испрани пари околу 800.000 евра. Секако, ако имаме најнови информации околу новото барање на специјалното јавно обвинителство мерка притвор за Сашо Мјалков и во истрагата Империја, ќе го побараме повторно вклучување во вестите. Александар, ако имаш прашања, повели.